Благодарам, почитуван председавач. Нова комисија стално се врти муабетот од страна на опозицијата дека власта не прифаќала амандмани, дека фаворизирала само колеги од власта, конкретно го споменавте колегата од Дуи Реџел Исмаили. Не се слагам, колега Димовски. Искрено, ако не се лажам, до сега во овој ребаланс се прифатени 2 или 3. До сега. Ама до сега. До сега се прифатени 2 или 3 амандмани од опозицијата, но морам да кажам дека за овој буџет пак прифатени се амандмани од страна на опозицијата во вредност од 30 милиони денари, што не било никогаш до сега. Никогаш до сега не се прифатило за време на владењето на ВМРО амандман на тогашната опозиција. Сега нормално е, доколку не го повлекавте, а дојдеше на дневен ред амандманот да му ја смениме опашката на бикот, ќе го одбиевме сега, како да ви кажем, ќе го одбиевме. Ќе го одбиевме. се за процедурално, че не сега, смирете се. Убаво е кога опозицијата е така гласна, тоа и нас не одговара. Држите се на процедуралното прашање, немојте да... Сега ќе завршам. Ја користите говорница за други коментари. Почитувам, председавач, само да створиме услови да се слушаме. Ајде за внимание, че ве молам. Се извинувам, ако може опозицијската ВМРО ДПМН да си ја смири нервозата. Продолжите. Продолжете. Почитувам, председавач, барам пола час пауза за службите да си обезбеди материјал за тоа колку амандмани за овој буџет од страна на нас се прифатени во однос на буџетот и колку се прифатени во текот на овој ребаланс, за да нема дилеми во јавноста. И секако опашката на бикот ќе одбиевме, бидете сигурни.